Првото полуфинале на годинашната Евровизија, кое се одржа синоќа во Виена, беше одбележано и со неколку тензични моменти. Израелскиот представник Ноам Бетан беше исфиркан додека настапуваше со песната Мишел, а од публиката се слушаа и извици "Стоп за геноцидот". Протестите се поврзани со воените действија на Израел во Газа, кои траат од октомври 2023 година. Дел од демонстрантите во арената биле отстранети од полицијата за време на настапот на Бетан, покажуваат снимки објавени на социјалните мрежи. И покрај контроверзиите, Израел успеа да обезбеди место во големото финале. Наташа и Кристина Беквалац се едни од најпопуларните сестри на српската естрада, кои се многу блиски и функционираат како едно. Ја имаат и најстарата сестра Драгана, но тие две се посебно неразделни, а освен што се приватно блиски, Кристина има голем удел и во кариерата на Наташа и е главна околу работните уврски на пејачката. Сега Наташа и Кристина отпатуваа во Црна Гора, а Кристина, која е модна дизајнерка, објави видео на кое се смее со својата сестра и во описот сподели брутална вистина. Двете од своите бивши партнери сме слушнале иста реченица: "Нема да најдете маж додека имате таков патолошки однос." Воопшто не мислам дека беа во право, само мислам дека не можеа да излезат на крај со тоа што постојат сестри, жени, кои една на друга си пружаат безусловна љубов и поддршка, што имаат свој став и мислења и се автентични. Што мислите вие за тоа? Има ли вистина во оваа изјава? Напиша таа. Оркестрот на Македонската филхармонија утре вечер со почеток во 19 часот ќе настапи во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга, со што ја продолжува својата мисија за промоција на класичната музика во градовите низ државата. Овој пат пред струшката публика под диригентската палка на маестра Бисера Чадловска, Македонската филхармонија ќе се представи со музика од балети, а ќе бидат изведени суита број 2 од балетот Лабин и Дојрана од македонскиот композитор Трајко Прокопиев, полонеза, валц, танц на четирите лебеди и шпански танец од балетот Лебедово езеро на Петар Илч Чајковски, ПДД од балетот Дон Кихот од Лудвиг Минкус и Валпургиска ноќ, балетскиот дел од операта Фауст од Шарл Гуно. Од денеска е школка во градскиот парк почнува 15-тото издание на фестивалот Виноскоп, кој што во следните 5 фестивалски денови ќе понуди врвно македонско вино, богата гастрономија и квалитетна музика. За време на фестивалот, кој што ќе трае до 17 мај, посетителите ќе имаат можност да дегустираат различни видови вина од бројни македонски винари и производители на квалитетно македонско вино, разновидна гастрономска содржина, како и музичко-забавна програма со настапи на домашни музички изведувачи, бендови и диџеи. Фестивалот почнува во 18 часот во среда и четврток, а од 17 часот во петок, додека за време на викендот посетителите ќе можат да уживаат во деневната програма која почнува од 12 часот.